простори. Нема врска тоа со ова. Добро, како ќе кажеш, Перо, како ќе кажеш, може ли едно добро вечер затоа што веќе сме у програма? Да, добро вечер за сите. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Перо Камиказа или Петар Георгиевски или Робеспиер де Камиказ, како што го викаат во Бугарија, е гостин во вечерашната емисија. Перо, добро вечер и добре дојде. Добро вечер и добро те најдов. Неколку години помина од твоето гостување кога имаше голем камбек кај мене во емисија, нели? Тогаш најавивме голем камбек на Меморија и после тој камбек на Меморија ти се случи кармакаш во животот. Може ли така да кажеме од сите аспекти? Па да, и многу коинцидентно све се случуваше во ноември. Значи, 18 ноември концертот на Меморија 2017. Да. 2018 го завршив првиот свој дуатлон пред трагата на триатлон. 2018 завршив у болница и беше прашање дали ќе останам во жив во ноември. Оваа година, 2019, син ми го женев на 2 ноември. Значи, ноември е месец на големи пикови, горе-доле. И од сега овој месец ќе биде значаен за мене, потоа што ќе го славам по многу работи, а како нов празник во фамилијата ќе биде Свети Михаел Архангел, на кој уствари бев горе па се вратив доле. Како беше тоа искуство? Именно според она што го разбрав и јас се извинувам што не знаев дека ти се случи многу подоста за таа твоја животна здравствена драма, ти си доживеал белодробна емболија и си бил во клиничка смрт. Да. Па, добра, не е прв пат низ емисијата, овој пат ќе зборувам и за други такви ситуации. Јас неколку пати се имам видено со Дедо Боже, така, на кратко, но бидејќи он решил да ме остави доле, бидејќи вајда имам некои незавршени работи. Гревови да исчистиш, се вика. Не да мотивирам. Перо, прво, кажи ми за ова последново со големиот здравствен проблем кога имаше клиничка смрт. Што се случи со тебе? Ајде пробам. Или како го доживеа? Уште поинтересно. Ајде пробам многу кратко. Значи, прво, во моментот ми се качи температурата, па потоа почнаа гласовите да прават, да ги гувам гласовите. Па потоа сликата стана матна, па не стана сликата, па црно, па мала светлина и астрална позиција на моето тело и како 7-8 доктора доле трчаат. Ги гледаше од озгора? Од озгора ги гледаш, да. И тоа траеше, ја не можам да кажам временска рамка. Колку време? Мислам, по некое вака видување на тие што беа успаничени, мислам дека 2-3 минути докато дојде до тој момент да бараат оние што електродите што се удараат, да ми ударат електрошок и полека се пак се угаси целата работа. Да, дефибрилатор се угаси горната слика астрална. Повторно гласови, дајте брзо го губиме. Го слушам јасно, ги отварам очите и викам добра е, уреду е, тука сме. Болка? Никаква. Страф? Водиш горе, никаков. Пошто јас сум повратник неколку пати, ти кажам. Како тоа си повратник? Ќе зборуваме. Не, сега ќе збориме. Го отворивме. Па 2015 година имав исто така. Летав со мотор во Ендек околу 10-12 метра. Значи, измеѓу шансата да спасам туѓ живот и својот, избрав да одам во Ендек место да го изгасам човекот, кој ми излета сам на пат. И затоа ти викам, кога ќе дојдеме со делот на моторџиските приказни, и тамо ќе има нешто што до сега не е актуализирано. Значи, дефинитивно веруваш дека постои задгробен живот, дека постои душа, дека постои Бог, барем така те перцепирам. Ова што ти го имаш на тебе и тебе што гледам, јас што ги имам, се уствари каросериите. Секоја каросерија рџосуе со известно време и не станува. Душата е моторот и на човекот и тој се преселува у други каросерии. Тоа е дефинитивно од моето 3-4 пати искуство. Сега веќе по овој пат веќе го потврдив тоа како сигурна. Еден наш заеднички пријател, кој не смеам да го именувам затоа што нели немам дозвола да го спомнам името, кој има
го знаеме сите, и медиумска личност е, има многу слични искуства. Додуше, човекот има пейсмейкер и на неколку пати има паѓано скрос и иден од другата страна и многу слични работи ги кажува. Додуше астрална позиција немал, но века такви убави, прекрасни... Треба искуство за астрална позиција. Како? Треба искуство за астрална позиција треба. Ти имаш искуство у се. Човекот е многу така чиста душа. Добро, Перо, ка ми каза ти стварно стануваш легендарен лик. Ако некогаш луѓе ти се подсмеваа, сега твојот минат труд е стварно една колоритна монографија која е се подебела и поинтересна. Музичар, панкер апсен кога доаѓаше Тито во Македонија. Циле Тупурковски е тука негде во приказната, многу така. Влезе у шемата со озвучување, како трет најголем фактор помеѓу Трте и Орде, со твојата GBL машинерија, и не знам таа дали ден денеска ти функционира. И спорт, мотори, патриотизам. Што пропуштам сега? Со што професионално се занимаваш? Она што кажа дека... Или да идам да видам колешката од 24 што го правеше омажот до тебе. Оно околу премата си малку далеку, GBL одамна не постои. Нашата фирма се вика КЛС, таа е една од најдобрите на Балканот. GBL опрема, се извинувам. Да. Ние имаме Meyer Sound, исто што го имаат у Карнеги Хол, што го имаат у Ројал Талбрек Хол. Истата опрема што ја користи Павароти, што ја користеше, што ја користат Пласидо Доминго и така натаму. Значи уште тоа го се занимаваш со тоа. Во 2004 година тоа го купивме и ние бевме први на Балканот. Сега веќе не сме први, бидејќи се појавија многу прљави пари секаде и мислеа дека е голем бизнисова, па многу и во Србија инвестираа во Хрватска. Словенец има еден кој е мегаломан у таа работа, значи таму нема шанси да. Тоа се луѓе кои цел живот уствари го посветија на таа опрема и на квалитетен звук, бидејќи кај нив, например, во Словенија е многу блиску Италија и Австрија. И така да они имаат многу поголем пазар за оваа работа, но ете, се сноѓаме некако, живуркаме, така. Концерти или митинзи? Ете, концертот на Меморија го гледаше како изгледаше. Да, феноменално. Така. Да, изворедно. Ние не успеваме да правиме се она што го сакаме, бидејќи можеби во наводници сме малку прескапи, но тоа е една приказна кога треба да потрошиме цела емисија како се сетиле итреците да го прават тоа. Например, една компанија која ќе разборуваме тогаш кога ќе дојде тема за тоа, во стартот на секоја година има тендери од 1,5 милиони евра. И они стартуваат секоја година со 1,5 милиони евра од институции, као Дом на млади, као театар, Охридско лето и да не набројува. Универзална сала која не работи има околу 200.000. Тоа јас што ви кажам, овие податоци ги имате на сајтот на официјалниот сајт и тогаш на пример ќе дојдат кај некој твој клиент со кој работиш и ќе ти ја спушта цената на 10%, например. Затоа што веќе има 1,5 милиони. Користат магазини во театарот, не плаќаат и ен куп други работи. Но тоа воопшто не ме деражира, да ти кажам право, затоа што парите што мене ми требаат не се толку големи за да морам да се бавам со глупости. Имам многу убави други работи во животот. Јас гледам на животот на убавата страна и во луѓето пробувам да не ги гледам работите што ќе ме разочаруваат, него работите што ќе ме радуваат. Океј, одиме една од твоите големи пасии. Ти ми даде еден блок тикет овие слики и ќе идеме тематски, ќе одиме со моторите. Имено, доста си активен како моторџија. Оваа слика е 2004 година, види како тука. Чекај, да не ги објаснам. Значи, од кога почна со мотори, што возиш и што се, дали си член на клуб и кои се твоите активности како... Така, нашиот клуб се вика Букефал. По починувањето на нашиот колега кој е еден од основачите, Жарко Ристовски, сега носи име нашиот мотоклуб Букефал Ж.Р. Жарко Ристовски.
И тој е еден од основачите на клубот, уште далечната 99-та година. Ова сега што го гледаме е 2004 година, видиш тука веќе се почнува да се поправам. Ова е во Охрид на нашето рели македонско. И тука сум бајаги покрупен од тоа што бев, ова е син ми, на моторот на Жарко Христовски, кој не е веќе меѓу нас. Ова е веќе клубот Букефал во стандардната постава, со кој би имаме патувано. Ова е, ја го пуштив Океј. како Еве го. нели како слайдови, да не трчаме со муабетот. Значи, тој е клуб, колку луѓе членувате и што е идејата на клубот? Ние сме многу малку членови на клубот, значи 5. Нашиот клуб никогаш не броел повеќе од 5 члена, значи ако излезе еден член од клубот, наредната година тој што ќе дојде и тој што ќе го предложи, ако не им се допаѓа, мора цела година да части и на крај да признае дека направил лош избор. Бидејќи јас бев последниот член на Букефал останат, десно е Сашо Дели Николов, кој е најстар член во суштина, кој едно време излезе од клубот, па прво го вратив него, па после тоа дојде Ален Јовчевски, кој е доктор во систина за абдомен, па Стевица Чарапич, кој е директор на едно најголемо транспортно предпријатие за контейнери од Кина, и последниот е директорот на Халкбанка Томче, кој свиреше во Бонтон. Значи го на песна Добрите девојки не го прават тоа. И сега клубот брои 5 члена и нашиот клуб е специфичен по тоа што ние секоја година одиме на овие фим релија, правиме многу илјадници километри. Значи некаде околу 15-20 илјади, виш имаме некакви вознаки. Ќе видиш во текот ваквото ова мислам дека е во Словачка. Да застанувам фотографија под фотографија? Фотографија ще занима па да ти кажувам. Иначе не знам. Ова е Словачка, ова е Словачка 2016. И тргнувате, ама гледам тука сте повеќе од Значи, петорица. тука се повеќе клубови. А повеќе клубови заедно. На фим релито обично патуваат сите поединечно. Што е тоа фим рели? Тоа е европско рели кај што се собираат мотори од цел свет. Така речи, без разлика што е европско рели, доаѓаат и од Америка. Рели тоа е возење по прав пат, мислам, рели тоа е да стигнеш до таа и таа дестинација, таму има дружба 3 дена, се пие многу пиво, моторите се оставаат обично таму, голем дел од нив спијат во кампови и е многу убава дружба, ама проблемот е у тоа што тоа е приказ на 68-машите. Тие сега имаат некаде по 70-75 години и тоа ние кога ќе се појавиме изгледаме како младичи таму, се осеќаме многу фино, како да сме како да кажам, таман стапиле во пунолетство од прилика и се осеќаме многу млади. 45 годишни. 60, например, до 75 најши колку има. Али таму што викаш 80 годишни моторџи, изи рајдери. Во Словачка ми текнува многу добро, син го донесе татко му, 82-3 години, со кола, со товарен моторот од позади, го истовари пред капијата, кај што пишува фим рели, и он со моторот влезе во капијата. Целта е само да влезеш во капијата. Така да тоа е стварно едно посебно доживување од сите овие фим релија. Најспектакуларно беше релито во Норвешка, фактички на последната точка на тоа е Нордкап. Најсеверната точка. И кој период од годината? Во крајот на јули беше. Фактички врзавме фим релито го врзавме во Шведска беше, во Сунсвалд. И врзавме заедно возење до крајната точка. Ова е за нова година на плоштад, иначе. Знам, секоја нова година на плат. На први, да. И тоа обично ноќите воци го прават. Тогаш сме двајца председатели на клубот, јас сум председател на клубот. Довршија мислата. Да, ќе ја довршим, само да кажам дека двајца председатели на клубот, иначе јас сум бил председател на куќни совет и на мотоклуб од 5 души. Тоа ми е највеќе. Па добро, вака достоинствено до Ленин стоиш. Сепак што? 15 Шведска да вршим и да, 12.000 километра за 12 дена извозевме, што е апсолутен раритет. Раритетот е тоа го направивме затоа што кога се вративме назад од Нордкап во Шведска, на Ален докторот, жена му беше трудна и му се јавува, таман стигнавме после изен куп патешествија по тоа Норвешка и Финска, пошто таму се вози многу спора, ние возевме многу брзо, ако не фатеа ќе лежевме 100 години затвор таму.
И ги дигнавме ногите нагоре во хотелот. И му звони она и вика: "Ален, јас сум во Систина, излеа ќе се пораѓам." Немој ели жити мајка кочи, како тоа срамота, ја некаде тука у Шведска, а ти не знам ја еве излеа нешто проблем ово она и взимаме планот што го имавме, требаше за Берлин да одиме после таму и некои други дестинации да посетиме, Чешка и така натаму. Го сменивме планот и другиот ден од Сабајле учествувавме на парада на нации и запаливме и возевме во еден ден 1360 километра. И наредниот ден возевме уште До Германија стигнавте назад? Да, дебело у Германија на крај, значи Поздам, значи после Берлин и натаму до Дахау, доле скрос. Колку е Норвешка? Па не Норвешка, ова Шведската избора многу е голема. Значи ова у средина на Шведска е 600-700 километри? Ма ја как, 1000 и кусуре. Е па како 1000? А, ова е на средина. Во средина некаде сега. Така, добро. Шведска ја поминавме. Значи за 2 дена се вративте назад. Тоа сакаш да ми кажеш? Се утепавте од возење. Од возење и стигнавме и ели не де се породи, него се породи на денот на 14-ти. Била тоа лажна тревога. Ама ние направивме рекорд, околу 3000 километра за 2 дена извозевме и не врати бебето назад. Наместо да седиме уште 2-3 дена си уживаме, дошивавме намера натаму да возиме многу брзо, за назад полека од Шведска да го видиме Берлин, нели да видиме Прага и така, ништо тоа не видна. И важи се уште тој рекорд. Колку остана во оваа положба дома? Па нема. Знаеш, кога ќе се качиш... Не остане здрвен, тоа се смеам. Кога ќе се качиш на мотор, многу битна работа е тишината. Која тишина? Кога ќе стаиш кај цигата, добро си сам. изолира. Сам со себе. Многу ретко ние се наоѓаме во ситуација да можеме 2,5-3 сата да молчиме. Во кацигата молчиш, возиш, гледаш предели, гледаш убавини, имаш еден куп предизвици, кривини и така натаму. Како го издржуваш ти тоа, бидејќи си така елоквентен човек? Па мене доста добро ми доаѓа тие моменти, за да бидеш елоквентен во одредени моменти, мораш да бидеш тивок, мораш да имаш молитва и така натаму. Имаш и молитва. Браво, Перо. Па на мој начин. Пријатно изненадуваш. Добро, баш ми драго. Патешествија. Кога возите исклучиво по оние официјални најдобри патишта или имате некои кратенки тур до Шведска, по селца и така натаму, тоа ме интересира? Зависи кога како е. Еве еден настан, на пример, бевме трнати со Сашо Делиников за Вилнус. И Добро. Најкраток пат Гарминот покажува преку Белорусија. Вика, не идеме преку Белорусија, мора да свртиме одоколу, вика, за да стигнеме, вика, како што не, кај си каже Гарминот таму. И ние од Полска директно у Белорусија влагаме и у Белорусија ни застанува тој Джандрот. Каде бе ви? Му викаме, па транзит да поминеме од тука, да излеземе. Вика, транзита. Вика, тука, вика, се влегува, вика, И со не се специјални излегува. дозволи, вика, И нема не шанси. се излегува. И ми вика, тој ние, пошто мислевме дека се зеза, вака ни направи, ја мислев дека се зеза и треба да поминеме. И запаливме ние 20 моторите, да трнеме малце. Вака ми do you speak English? И ја му викам, yes. Ја не понимаю. Ја не понимаю. И го гледам вака. И тогаш почна таа голгота од едно сат време малтретирање, па специјални папири дека сме влегле во државата, па печати вакви, печати такви. Едва не пуштија да излеземе. Сега почиња друга работа. Едва ве пуштија да влезете? Да излеземе, не влеговме уопште, какво влади, сега не вратија назад. За да ја се вратиме назад на граница. Цела процедура за враќање назад. Си влегол во држава која не е членка на ЕУ и која не е во добри односи со... Да, со остатокот од светот. И сега се враќаме назад и пољаците сега не третираат као луѓе кои дошле од Белорусија. Без разлика што саат време пред тоа влеговме вамо. И онда сите куфури надвор, све живо и диво. Тој човекот вика, камера ме гледа, вика, за тоа знам, вика, дека али процедура е. Пољакот многу фин, културен и едно саат време. Застани, еве го Нордкап. После ќе го збориме, нека стои сликата, и, добро? Процедура? Вика, морам вика да ја направам вика оваа процедура. Стави ракавица, не? Не, нема така. Нема така? куфери лево десно, па джиджи-миджи трт. Помина и тука едно пола саат и Сашо... Рушвет? Не. Нема какви. Добро. Рушвет, какви бакрачи. Нема, види, моторите генерално во било кој од државите се третираат како посебни
као нешто посебно. Значи, ние доаѓаме први на граница, поминуваме, кога се патарини долги, доаѓаме напред. Скоро никој не се буни, сем некој залутан, што ја знам, ваков ајван од кај нас. Сите други тоа го сваќаат затоа што си облечен од глава до пети. Ако врне дожд, тебе ти истура дожд на отворено си. Нормално луѓето те пропуштат што се во кола. Ако е сонце 40, 42-3 степена, знаат дека се вариш у тоа целото. И едноставно поминуваш низ Од сожалување. така речи. Од предности многу пати и на царини, што сме поминувале, било тоа, ајде, бегај. Значи, истите каков мотор возиш тралала, тоа е. Кратко трае таа процедура. Таа процедура. Излеговме од Полска, стигнавме до Вилнус и викам, Сашо, од сега ти си управо, кај што ќе кажеш, таму ќе возиме и така. Гарминот промаши. Али ново искуство, никаде немаш да знаеш дека у Белорусија треба најмалку 48 сата време за да може да замислите да спиев на граница со мотор 48 сата. За Че влезеш 48 сата мора да останеш. За да ти За да дадат излезеш. Не, за да ти дадат документ за транзит низ Белорусија. И уште 48 сата сигурно таму на другата граница. И за 170 км што разликата измеѓу едното и другото место беше мислам нека 90 км. Ја да ќарам 90 км ќе направев зијан. За среќа излезе секој што треба на крај. Добро искуство, Никој. Моторџиите најчесто се жалат кога идат на тие или идат до Русија. Си бил во Русија на такви? На 60 години планираме Владивосток да го возиме 26 км. Вау! Да, тоа е за година дена, другата година припремите ќе трачат. Ношливе волци Ленин и Димитар кога беа кај мене ми рекоа дека најлошото искуство што го имале било во Украина. Украинска полиција вика нешто по-лошо нигде во Европа нема да сретнеш. Генерално мислам дека и во Русија има големи процедури, но они се блиски како ние сигурно некој од нив ќе вклучиме во екипата за пошто ќе бидеме сигурно поголема екипа. Тоа што ќе го правиме со телевизија, бидејќи тоа мислам дека ќе биде подвиг за паметење 26 км. За кога го планирате? Па за не оваа што доаѓа не 2020-2021 година, јас ќе понам 60 години. Така. И А тоа ти си го зададе себе си како не си го задав ние како клуб го имаме одамна. Така. Тоа е последно нешто и Route 66 што ги немаме комплетно возено. Ние имаме многу, преку 20 филм релија, така да. Ленин беше организираше сега. Они беа, да, ама ние имаме маце друг, ние маце подолго возиме од нив, они се маце по така тр, знаеш, они возат поспоро и поише се хедонисти уживаат во тоа, ние сме маце мачители, ние трпаме. Ние, например, Route 66 цел би го извозиле за 10 дена, без никаков проблем. По 400-500 мили најмалку би возеле дневно. Они викаат не е тоа убавината. Coast to coast. Да, зависи кој како ја сваќа убавината, нели? Што машина возиш? BMW возам, трето поред. Трето Аварадеро имав. Така. Го бираш него заради издржливост, заради едноставно знаеш што е, тоа е као женска. Готово? Во прашање. Да се навратиме, ова е северот на Шведска. Ова веќе познам, да. Ова е овдека многу смешна една ситуација. Значи овдека сме блиску и се видите, тука е ладно на пример. И одиме за Ова сте веќе на северот. Ова сме веќе пишува. Arctic Circle, веќе сте на поларниот круг. Да. Така, и тука сме блиску едно место као Текино, од кај што престанува да има цивилизација у тој дел на Норвешка, а има комарци како прстов. И сега сите викаат, како комарци е толку ладно тамо? И у така у Текино стигаш, ако не си испрскан целиот со тие против комарци кои ги купивме во претходниот град, те јадат као за доручек. А овој ликот што е десно, со сивата јакна, што не е од нашиот клуб, добро. Значи, тој е лик швеđанец, кој трнал да вози мотор со уште еден пријател кој не слика во моментов, на оваа слика. Ама жена му го прати со децата со некоја кола. И секогаш кога ќе стигне у хотел, кој ќе се видевме у тие пустелиите поред, пцуеше затоа што он брзо се пакуеше, а они не може да се испакуваат сите у кола, со 3 одозгора шлепера, и него го тера облечен да го затвара тоа целото. Ја го прскам со вакво да него јадат комарците, он само се мава. Разбираш, и пцуе. Така. Супер, прекрасно. Поинако делува целата таа комуникација, сосема е поинаква од што кога си, нели, она како турист во тури и така натаму.
многу лесно луѓето се разбирате и има таа една посебна психологија кај моторџиите. Тоа е тотално посебно и поздравување секаде кај што си на пат, не дај Боже нешто гумаво, она застануваат сите. Значи било каков проблем да имаш многу френдови во цел свет. Тога нема веќе. Таа солидарност знаат затоа што секогаш тебе може да ти се случи. Да, тоа е. Тоа е една исконска работа која сме имале од бедуините наваму и остана само кај моторџиите, бидејќи со кола да ти се случи, ретко кој ќе ти застане. И од поздравувања и застанување, гушкање со еден турчин назад се враќавме кога таму баш тоа кога брзавме за Нален, имавме 11 км колона се создаде на како се вика на маđарска граница. И моравме меѓу турци да возиме вака 11 км, они си извадиле решоа надвор. Разбираш тоа, и тој турчин еден со нас се поише, му дале БМВ за тест. И пцуе кардаш, па, вика. Чудо. Едно 50 минута му теравме, знаеш, слалом меѓу турци, за да стигнеме да поминеме из границата и со турчинот се упознавме. Иначе со него мислам дека другата година во мај ќе одиме за Иран. Значи тоа ќе биде, он ќе ни биде водич за таму. А после тоа за Италија. Те сака жената? Па, на свој начин. Очигледно. Разведен си? Не. Уште сте у брак? Здрав ви е бракот? Да, Те сака на свој начин. така е. Не, носев, например, ги носевме жените, а Не, Сашо... мислам, како ги трпи овие работи? Види, Пошто овие сите што ги Ја гледаш... да задоснам се емисија да заглавим уште пол сат, Виберов ќе прегори. Па на сите Вибер, зашто папаш Вибер ке ти звони регуларно, зашто на Вибер мора е? Добро да е. Не ме фаќај за збор. Знаеш што Види, сите овие што ги гледаш се женети мажени тука. Тој што има 3 брака поред, Сашо Делиников, Керко ме носиш со нас, ние обично знаеме да се одолжиме на невестите. И ланска година, например, ги носивме у Каподокија, у Турција. Не само што ги возевме со мотор, него ги летавме со балон. Значи, еден скуп провод направивме и од нивна страна научив, еве Каподокија. Со жените. Видиш. Браво. Видиш, ти питаш и еве го одговорот, одмак ти Еве ти следи. го. Ете ти го одговорот. Браво. Мора така. Очигледно... Са дали мора? Ете, треба. Треба. Пошто толку долго да се обично вака толерантни сопруги, честитки и за нив. Во Канада не пратат, во моментот не поздравуваат. Ова е тргањето од Скопје на тоа патешествие. Ова е некој филм рели. Ова е некоја слика, тоа е мојот мотор, BMW-то. Так. Еве го од тебе што. Да. Ова е од оваа година од филм Релито. И ова беше многу И интересно. И- Доаѓаме ние, ја викам, што е ова одека? каде дојдовте вие тоа? Да, ова е во Данска, Во Данска. Копенхаген. И сите земи си има стапче со надписче кој од која земја е. Така е. И кога дојдовте вие, северџани, Шокантно и му викам, абе нас ние му викам, не тоа името грешно е направено. што беше напишано? Норд. Норд. Така, и овие тварно зема одма, скалпер, колеги моторџи, брап, Норд си го одлепија. Вика вака, да, и веко, тој што е шефот на линијата, тој со ночарите, тој е норвеженец. До година нема да ве пуштат. Не, зашто? Секоја година. Ќе видиш натамо и во Холандија и секаде ни одиме под Македонија. Се шегувам. Да. Едноставно, еве ова, тука сме облечени као викинзи, тоа е во Копенхаген баш, тоа е екипата што беше. Петорица, ова се германски Воени. воени мотори. Еве сум ја као викинг тука нешто. Ти си. Оригинал со Ова е со родојки. синми, ова е со синми на филм Рели. Супер. Да, уште порано. Честитки за нели, за свадбата у за новембар. свадбата, значи до година дедо. Да, би требало. Би требало. Јас очекувам да така да биде. Дедо. Видиш тука пристигањето од Норвешка кај што бевме сварени. Сварени. Сварени баш, значи да продеши границата Маđарска со 11 км и све живо и диво да преживееш. Тоа е, виж каков син таков татко. Застани се тука. Така. Ова е еден од моите први мотори и тоа е во Карпош 3
да не зборат овие многу дека, нели, сега има многу да овие што се моторџи, а виж ова е тркачки Пони Експрес. Види му ги рачки, погледни го, немој да се деражираш многу. Да, се гледа дека Пони Експрес затоа што позади му е ова резерварот на резерварот, да. Ова истечено напред, а цевката не чудара 3 литри колку беше? у предните органи, 2 литра. 2 литра. 2 литра. И се палеше на педали на вртење. Да, ама овој веќе немаше педали на вртење, него фино лепо кумплугот изваден, му рипнуеше до згора и го палиш и пичиш. Ова е еден од најбрзите Пони Експреси во Скопје у тоа време. Ова е втора година гимназија. Среќа што не си по колите, ти сигурно ќе беше со Рено 4, ќе му убедуваше дека е. Не, чекај се ти обяснам. Со овој мотор имам отидено 2 пати во Охрид. Значи кај ќе дојдат угорниците кои се запали ова макинава, буткавме со ноги. И видел не видел ќе стигнеш до Кичево до тоа брдана и ќе замолиш некој од камионите. Буткавме, двајца бевте на мотор. Двајца Пони Експреси одевме. А двајца Пони Експрес. Не можеш кажеш двајца да кажеш на тоа брдана. Добро, ти множина кажа. Не, двајца, по двајца тројца, суширано ти Кој е вториот Нено се викаше. Има и многу други луѓе, не е само Нено, значи се менјавме, а најголемо патешествие имам отидено со него до Белград. Значи, тоа се тие луди години, втора година гимназија. Пух мотор издржа клипот? Да, правен специјално, значи втора специјала 39 ел карика. Прљави руки, како се вика, црно под ноктите. Со ова ли бегаше од полиција и те апсеа кога ти то доаѓаше во? Не, тоа е веќе уште година две после ова. Ова е друга фаза. Иначе малце знаат, ти го кажа тоа кај мене за интервју за Фокус, дека кога нели како бунтовник млад на моторче те имаат прибирану полиција кога Тито требал да доаѓа. Не, мотор нема врска. Имаме интервјуто, ја ќе го објавам. Чекај, објави го слободно, нема врска со мотор тоа. Моторите, проблемот беше пред ванила кога доаѓавме, дали мопед со помошен мотор треба да носи кацига или не треба да носи кацига. Тоа беше риторички прашања и понекад не собира. Зошто не изјави тогаш дека кога доаѓал Тито? Ќе дојдеме. Кога доаѓал Тито, ние одевме во станица со Нешкови книги што продава. Добро. Зошто изгледаше чудно, јас бев тогаш фарбан, вратен од Лондон. Значи изгледав као Сид Вишес, носев минџуши и тогаш свиревме со фол јазик. Добро. И гзла Господа го прости што веќе не е меѓу живите, и јас мислам дека и Милчо Манчевски една се најде во таква чорба, пошто беше во нашето друштво и не држеа подвадена устаница, не знаевме никад зошто. На крај ни ќе не пуштија и тој џандарот од мало ќе каже, бе Тито беше дојден, чудно изгледате, вика, па се одморив тубо, вика, шо ви фали? А викам, дома од памет извадил, дома се информирани да не се секираш. Така да не е со мотори тоа поврзано. Добро. Тоа е со чуден изглед и со интелектуален трип у тоа време. Најше се разликуевме од мнозинството. Да, ете, тоа е тој пух. Има уште една слика. Пони Експрес абартиран. Абартиран, видиш, кацига. Беч, на тој беч. А и брк носиш? Да, брк обавезно. И штикла. Штикла доле. И бежат... Која година е ова? Ова е 75-та, 6-та. 75-та, 6-та, така. Да. Штикла и... Да, и назад ногите стани, разбираш, легнеш и назад тркачки мотор. У целина. Спуштени овие предните. Јас раката десна у тоа време исто правев моце билји по гимназија се тепав, па руката од некои работи ми беше гледаш врзана десната. Со тоа уште поише си шизик, разбираш. Ова е од како изгледат медалите кај што ќе одиш, нели, Литванија што ви говорев. Ова се некои медалите се доделуваат за завршеното време. За завршено време. Стигаш тамо, не е на време, не е позиција, едноставно завршувањето. Да, ова се некои тие. Дали кога се учествува се влегува со некоја квота за влез на тие релија, нешто? Ништо нема квота. Така, добро. Некои од членовите еве тука на тргање. Завршивме со овие слики, да ти кажам, од моторџиското твое искуство. Нордкап само уште еднаш, извини, да го видите како изгледа, тоа е реткост. Еве ги. Не на стаклото, стаи на книгата. Така. Пред тоа да го направиме, мислам дека знаеш. Кликни 2 пати на сликата за да ти се отвори сликата, што сакаш. Сега се преврти сликата. Дај ми. Ај, вратам ја. Да.
Само не знам. Ова е која пречекот на Малава што го сврте цел свет, нашата Ивана Торес. Значи, ние бевме тука обезбеđење на плоштад, нашиот клуб, као најмал, али најсигурен, и они го поминаа со низидиот сопруг цел свет и ние им приредивме пречек на плоштад, затоа е оваа слика вака значена. Само уште Нордкап да го видиш, тоа е многу одма само кој ќе ги дадеш сликите, ќе ти покажам само една слика многу блиску. Тамо кај што со кругот, сам, со жолтото. Горе го е. Тука е тројца, било, тој. Видете го времето. Значи, вакво време на Нордкап има еднаш во цела година. Ова е сонце, нема облаци, а плюс и не дуваше ветер. Фактички е ова како да си се качил на Монт Блан, Монт Еверест, што ја знам, на Пурна. Ова е местото кај што се сликаат ците и кај што го означува уствари освојувањето на Нордкап. Во суштина, сакаш да кажеш дека генерално најголемиот дел, 99% од времето е облачно, дува, врне... Тука ги уби, значи, после нашто дојдоа 2 дена, не може да се сликаат, пошто оваа топката умагла беше. Така. Седат 2 дена, чека да дувне ветре малце, за да може да се слика да кажат дека бира на Нордкап, иначе нема доказ. Ние имавме голема среќа, стварно. Само 5 минути врнеше дожд за 2-13 дена. Тоа е многу реткост. Ете, тоа беше вака. Раритетно е. Да. Перо камиказа, од сега ќе го смениш, перо късмет. Късметлија. Късметлијата. Ајде кај моторите уште една скосме да ти кажам тоа што сакаш ме праша на почетокот за видувањето со Дедо Боже. Тука е тоа одењето во Холандија. Има некој видео на YouTube, ама ќе видиме дали ќе го најдеме. Значи, во 2015 година, по враќањето од Холандија, некаде пред Врање, кога се правеше патот, на некој чекор ми излезе човек. На некој 5 метра од мене, јас возев 40. Ништо побрзо. Вака на виадукт, се качувам горе и гледам човек. И имаше варијанта да го соберам човекот, а втората варијанта што ми дава левото око, тоа да му ендек. Ако да му ендик можам да преживам, овој ако го лупнам со 300-400 кила мотор и јас од озгора со брзина, нема да остане ништо од него. И бирам ендек. 10 метра долу, прилика 12 во длабочина, летам доле. На неколку пати моторот прави тоа што прави, ама мека земја се повеќе доле. И моторот на 2-3 метра од плевна завршува. Самиот мотор со расфрлани куфери лево-десно, а мојата глава у жбуњеви, у грмушки. Доживеа удар тогаш? И слага човеков, што го спасив, леле, она жена кучи ме изнервирала, пари ми ја тражила, извини што сам ти ово урадио, леле, мотор се покварио, чути бе му викаме, а уште сам со глата, значи треба се провериш. Да не е драма многу, проверив све живо и диво, станав, дигнав, извадив кацигата, доаѓа на госпожа од озгора што гледала од куќа како лета му тоа ендекот. Вика, леле, чедо, јас сам мислила да си отишо код Свети Петар. Али видела сам да овај прича с тобом, вика, па сам ти донела сладко и воду. И ми носи послужани сладко и вода доле у ендекот. И тој вика, леле, све ќе направам 500 динара имам, све ќе ти ги дадам пари тебе. Викам, друже, ке е за пари имам? Чути малце му викам. Дај се оземаме. Чути малце. Перо ка ми каза, некој му вика чути да, малце. Да, и оваа му вика, леле, Петре, вика, што си урадила тој Петар, оваа спомње Свети Петар, ја Петар. Трио Петре. Збунка. Се дигам се јавам на овој клубот од Врање што се моторџиски, пошто нели има такви братски системи, дојдоа со шлеп служба, го товаривме, у Врање го подзалепивме за да можам да поминам на граница, пошто у Србија ако направиш без разлика што нема сообраќајка, ќе држат 48 сати во ќорка, зашто може да си повредил некаков државен имот. Без разлика што е тоа ливада. Додека тоа да се утврди. Така, дојдовме од Скопје, го качив моторот, завршивме работа. Мислата која беше кога летав со моторот надоле, беше како ќе трчам у Будимпешта. А сега се префрламе на твојот второ милен спорт? Не, како ќе трчам у Будимпешта. И сега, значи, немав гребаница на мене. Не бев гребнат. Немав ништо. А не е завршена приказна? Не, нешто, тоа е трикот. Вау! Бау. Сега почне интересното.
Значи се враќам назад, тука Ален, пошто доктор брзо да ме проверува да не имам некаков внатрешно крварење, не сакам да чујам, утре од сабарето се облеков, истрчав покрај Вардар, викам Петре, супер е, луѓе ни доктори ни катара. И сега после 45 дена одам на Будимпешта да трчаме со Баже, другар ми и со Ели, одиме сега за Будимпешта. И застанувам на местото кај што ми се случи, палам свеќе, да запалам свеќа и да оставам цвеќе, затоа што тука сум останал жив. Да биде вчудувањето големо, бидејќи им го раскажав ова на Баже или кога патувавме за Будимпешта, точно на местото кај Врање, што се после Врање што се случи ова. Внатре во таа дупка или во тој ендек беше преполно со трупци од дрва. Ако беа случајно тие трупци од дрва во тој ендек, од мене немаше да остане парче. Пошто беа така расфрлани, да било што од нога или тело ти се заглави, тока ќе ти остане, од таква висина надолу да паднеш. И кога го видов, стварно по прв пат во живот викам, Боже, стварно си чудотворец. Како ги местиш работиве и советите што ги даваш, свака част. Одиме за Будимпешта, јас го правам најдоброто време на полумаратон. Ама очигледно си требал уште памет да ти доаѓа, затоа што после за различити работи. Еве, ова на пример е нешто што е, кога ќе кажам неколку пати сум се видел, еве го едниот од тие пати е. Одиме со твојот омилен спорт, а тоа е трчањето. Кога почна да трчаш, пошто моторџија од, ајде, пијаница, пија, тоа на моторџиите сите, а не е така. Нашиот клуб се половина и повеќе, значи од 6 души, петорица се трчачи. Чарапич е и триатлонец, веќе официализиран. Ален Јовчицки е маунтбајкер кој се приклучи на нашите задоволства. Оваа година го истрча и... Значи трчаш маратони и идеш секден низ светот, каде можеш, идеш, трчаш ти. Правиме планови, тоа е друго друштво. Чекај сега друго прашање тоа да ти поставам. Ми рече дека жена ти те сака. Добро? Ја сакаш ли ти жена? Да. Па што е ова бегање нон-стоп од дома? Па не е бегање, за да можеш да ги издржиш сите тие напори што се случуваат и да можеш оваа небулоза што се случува околу тебе, ќе мора нега се прочистиш. Значи ова маратоните во земјава што ни се случува, влијае врз мене емотивно и на овој начин, значи ќе се дружиш малку со нормален свет, ќе се измешаш и нема таква коинциденција, че остануваш прљав. 3v6 во те поздравија малку. Па 3v6 се Тесла. Тесла. 369. Гледаш, има 3 и 6 и е 9. Има тројка и 3 шески. Се шегувам, се шегувам. Ова си на маратонот во Рим. Ова е одамна. Македонија пишува секаде. Сегде се идеш со Македонија? Да, по цел свет имам разноразни дресови Македонија. Ама настапуваш аматерски, не под ниеден клуб, не си под... Види, ова е секаде аматерски. Во Њујорк да се пријавиш на маратон, 1,5 милион луѓе се пријавува, ова е Леа Тачи. Иначе. Во светот маратонот е апсолутно во нагорна линија, значи али кога ќе кажам нагорна линија, тоа значи дека годишно се зголемува измеѓу 1000 и 2000% луѓе што трчаат. Веќе и тоа е аматерското, ова е првата слика, ова е првиот мој маратон 2010 година. Зошто почна да трчаш? Не знам, еден сабајле станав и на син му викам ќе трчам маратон оваа година, дека све си прелуше, тоа ти фали, вика глупости, таман работа. Без подготовка? Нема шанси, не. Значи му кажав тоа дека ќе го правам во некаде декември, а трчав прв маратон во мај. И после кога тргнав више нема краја. И дипломи гледаш, тука времето како паѓа од 2.8 како се велат многу луѓе дека 1.47 тоа е. Да. И на Скопски така натаму. Велат многу луѓе дека кога ќе почнеш да се занимаваш, беше и во Њујорк тоа е. Ове го њујоршкиот маратон. Да, еве тоа медаљата во Њујорк. Браво. Браво, Перо. Да. Велат вика просто ги навлекува и не можеш да се откачиш. Толку е... Види го знаеме како влегува Чичо Перо. Тоа беше Даблин. Велат дека луѓе се навлекуваат и дека вика колку повеќе трчам, вежбам, толку повеќе сакам да го правам, тоа убаво ми е. Дава ендорфин, дава едно позитивно чувство и луѓе затоа го прават, затоа што такво чувство им дава. Па таква навлакуше е трчањето да мислам дека е дури на моменти појако и од друга. Нели е малце опасно, нели, ја рекреацијата ја признавам како многу добра за подолг живот, но
еве тебе и ти се случија некои здравствени проблеми, се врзуваат ли тие со твоево малце поактивно, не е професионално, ама скоро полупрофесионално занимавање со спорт и рекреација? Напротив, преживаа заради тоа? Затоа што срцето издржа 36 сата маратон. Тоа нормален човек не би издржал во болница. Значи во болница тој момент Што се случи? Кога се случуваше целата ситуација, Да? значи пулмоналната емболија кога ја добив, уствари 36 сата поред срцето работеше во просек 125, значи со пикови разноразни 150. И тука се тие вториот круг на луѓе што умираат во пулмонална емболија. Така да ради спортот, од еден друг аспект, на десната нога од дете сум немал артерија од половината надоле и доколку не сум спортувал, и немам уште. И доколку не сум спортувал цел живот, значи, одамна веќе не би имал десната нога до подколеници. По одговор на повеќе доктори сега. А зошто немаш? Тоа ти е треба Господ да го прашаш, ја не можам да ти дам одговор на тоа прашање. Имам колатерали направено. Значи од раѓање си тако. Би требало да е така, ја немам представа. Сега правев магнети, али нивна предпоставка е дека може да се случи ова да било со години пред тоа, дури од раѓање. Што вика на магнетна резонанца? Немаш, нема дотур, само венска крв, така? Не, има и артериска и венска, ама артериска има колатерална направено. Колатерала. Значи си има направено споредни патишта и така се хранела ногата со години. Го нема оној главни. Ги нема главните два довода, да. Ова е Рим маратон, тоа е мојот прв маратон цел. Трчањето едноставно ги проширува тие алтернативни артерии да ти ја хранат ногата и мускулите со... Би требало да е така. Би требало да е така. Мислам, ја по логика идам, никаква медицина немам. Да, би требало да е така. И очигледно тебе тоа ти помага во суштина. А добро, долгите возења, па, например, нели тие се контрапродуктивни, не чувствуваш болки? На долгите возења обично кога ќе застанеме дента, пошто сме сите спортисти, пред да јадеме трчаме пола сат 45 минути. Браво. Браво. И толку се стегна со ова трчањето, почна да идеш и во... Се теретана едам цел живот. Значи, јас сум по суштина експлозивен спортиста, никош не сум бил дугопругаш и затоа и така изгледам крупно. Гледаш, поише кила има тука, маса и така. Има и Тоблерона има на мене тука. Има и други со Тоблероне, мислам дека Бошко ставал од кај мене од работа. Али имаш и други поинтересни слики. Ова е со лекувална мисла. Сите се имам аматерски слики, немам ништо. Видиш, таа е со некакви медали. Ова е во Прага. Пишува датумот. Така. Ова ти се некои од медалите, минимално, иначе имам 75. Ова е во Чешка, нели, во Прага. Тоа е Саши директор, тој е македонец, иначе директор на трката во Прага. И со сите почести, гледаш македонското знаме, единствен бев македонец што трчаше тамо. И онда ми организираше пречек во Хајат хотел. И сите се чудат сега како од Македонија маратонец волкав крупен, разбираш. А спиев тамо со сите овие црнциве, па се упознав со менаџерот на црнциве и така. Многу интересантни работи се дешаваат во оваа тркиве, морам да ти признавам. Црнците која сакаш да ми кажеш овие Етиопија кои ќе дојдат ама тоа се има прават тезга као турнеја ќе направат, ќе ги соберат сите пари. Менаџер има, значи научив неколку работи, менаџерот го упознав ноќта, пошто овие не смеа да пијат, спија. Ние отидовме на пиво со тој инглез. Што е трикот? Они ги носат, они се као ние музикантите, они се трчачи. И он вика, сакаш да имаш двајца за под саат? Да, и ќе даеш $30,000 плюс од главната награда и онда ти има во сите светски списанија дека на твојот маратон, полумаратон се истрчало маратон под саат. Значи он добива реклама за $30,000 во сите можни списанија и наредната година добива многу поише ајлјази како нас, улјази што доаѓаат и плаќаат пари за да трчаат. Зошто викаш уште поинтересно е... Како ни знакот на клубот е. Зошто е уште поинтересно на овие маратони, на овие трчања? Видиш, од возењето. Тоа ти беше реченицата. Поледни. Ова е, видиш, нема никаде тоа што го збориш ти, дали има. Еве го, во Виена го најдовме, Господа го прости, Маџиров свиреше. Маџиров... Да, тогаш беше жив се уште. Ова е по планиниве исто, ова е кораб,
Значи и планинарство се занимава. Планинарењето беше пред тоа со години, ова е со син ми на кораб прв пат го качив, ова е во Будимпешта, со другари ми Баже. И така, многу интересантни работи. Ова е Кире, директор на Скопски маратон, со кој сме многу добри пријатели. Бидејќи јас сум како се вика, несуđени амбасадор на Скопскиот маратон. И така. Видиш, секаде МКД, секаде Македонија. Ова е Љубљана. Пред трката, Бубало и компанија, тоа е една девојка која држи часови по... Да враќам? Ова е пехар. Нема врска, само ги раскажувам сликите. Чекај, па може госпожата твоја не ги знае овие слики. Па ги знае, како не ги знае. Не може да не ги знае овие се јавно објавени. Чекај да ти ги видам бројките, не ги гледам од блиско, вака да ги видиме бројките. Добри се бројките. Добро, браво бе Јанкове. Добро. Ќе ти кажеш жена ти немој да гледаш вакви ствари срамо да. Ќе после ти звони цело време. Не е точно, жена ми не ми каже, ја имам електрично кебе и сега некош работи на 6, некош на 6000 волти. Зависно како е, пошто сум зимурлија, не сум како тебе. Пиерове, ќе те прежениме вака. Ајде, баш. Ова е Њујорк, екипата у Њујорк. Така. Ова се 7 македонци. Значи, како отидовте? Кој го организира ова? Не го организира никој, нема. Учествуваш на лотарија, 1,5 милиони луѓе учествуваат на лотарија, плаќаш $11. Која, она американска лотарија за... Не. За маратонов е ова. Ти ме прашуваш за маратон. За маратон ти зборам. Да, добро. 1,5 милиони луѓе. И по $11 плаќаат, ти учествуваш у барабан. И од 1,5 милиони луѓе, овие 7 македонци бевме избрани и после си плаќаш $400. Така. Али треба да влезеш у првите 100.000 луѓе што трчаат. Од 1,5 милиони. Значи, околу 5-6% се сречници што може да платат $400 за да трчаат. Овие двајца од десна страна, Наумов Атанас и Арнаудов, се двајца македонци кои ги имаат сите 6 мајор маратони во светот. И тоа се првите двајца македонци. Мене се уште тоа не ми успеа, поради тоа што ми се дешаваше овие 2-3 години, но се надевам дека и тоа ќе го затворам као круг, ако даде до Божја шанса е. Ова е Крали Марко и така натаму. И планински трки. Ова е со снимање на спотот за време на Скопски маратон со Бернес пропаганда. Тоа е Васко со црната мантија, а овој позади е Исус го игра. Ете, така, гледаш дека е Васко, нели? Сега го познав тој Васко. Еве го еден куп плочи имам од него. Да. И така, интересантно во секој случај. Океј, Пера. А сега идеме кон она што може би си и најпознат, тоа е музиката. Меморија, често пати ја спомнуваш, ја зборевме, ја елабориравме минатата емисија, нека ја видат репризата, но факт е ти со гордост збориш дека кога сите македонски бендови пееа на српски, Меморија успеваше да се врти на радијата низ Југославија на македонски јазик, збориме 80-ти години. Па да се вратиме сега на почетокот на твојата емисија, кога кажа дека сум бил, како не знам, не се сеќавам како рече дека сум бил, не знам, што тоа е точно, затоа што сум бил тврдоглав. Тврдоглав, да. Да, и тогаш многу нешто од тој македонизмот не беше у мода, ама ја не бев националист по определување да нервирам некого. Зашто словенците беа националисти, па нервираа некого? Нели? Лајбах беше... Лајбах и така натаму. Јас едноставно имав концепт дека албумот на Меморија треба да биде на македонски јазик. Мои песни и стигнав до Југотон со Шкарица на барање, пошто не настана прва на сите топ листи во тоа време во бивша Југославија. И отидов за Загреб, вика вака и вака, ние ќе снимеме, сакаме албум со вас да правиме, да, али цело на македонски ќе биде. Тоа е 85-та година отприлика. Ево го фол јазик. 85-та година отприлика, 84-та. И му викам, извини, друже Шкарица, ако сакаш, му викам да биде албумот на македонски, да, ако не, му викам, ние нема да подпишеме договор. Не подпишевме договор. За среќа, неколку месеци после нас, еден култен македонски бенд подпиша за Југотон, тоа е Конкорд. И на македонски испеа тоа. Една песна, а другите беа на српско-хрватски. Да. Меморија, како што гледаш после многу години, си полни сали и Меморија 89-та година го издаде првиот албум на македонски јазик со број 001. Значи, она што сум го замислил,
обично сум го истерал. Тогаш кога ние го издадовме првиот албум, многумина, екран и така натаму, не дочека на нож. Значи тогаш беше битен Здравко Чолич, како и сега. Мене Здравко Чолич ми е пријател, личен. Ама сите пишува и зборуваат токму тоа како што ја почна емисијата. Пошто бевме чудо, зошто ние во тоа време се залагаме за нешто што е за незалагање. Ама немаше да имате со кого, или немаше да имаат со кого да го донесат уставот и прогласувањето на државата Република Македонија, да не беше меморија и да во тоа време не беше обработката од Дадо Топич и Оган под звездите. Ете за тоа никад не реци никад и никад на некој човек да не му ги подценуваш плановите, пошто ти има некоја малку подалечна цел. Не ти, зборам сега вкупно. Не, во право си, мене животното искуство ми рекло дека луѓето кои биле подценувани, умаловажувани во даден момент, исмевани, хейтани, после подолг рок испаѓа нешто сосема Па, ако и така и Никола Тесла бил цел живот исмеуван? Па не бил исмеуван Никола Тесла, но Како дете? Но еве ќе ти кажам еден пример, наш современик кој го знаеме во политиката, Никола Клюсев, негов најдобар пријател, беше мојот прв сосед, дедо Ацо. Дедо Ацо ми викаше дека заедно седеле у школо и вика Никола Клюсев беше најмалтретираното дете. Ја му бев единствен другар кој го бранев, го штитев и му останав пријател до крај на животот. И го подценуваа сите. Стана премиер на Република Македонија. И тогаш ми ја одржа таа лекција. Никогаш не подценувај никого. Никогаш не исмевај, затоа што не знаеш кој стои зад него. Во неговото лудило можеби Господ стои. Знаеш, па така што на крај после години, многу, знаеш, ја те знам во една обкружување на многу, стисни пип, пошто нема да одберам друг збор, нема да има значење, па ќе бидам вулгарен. На многу накурчени типови, кои се он знаел со, он то, ова, он она, ваму и тако. Денес нема ги нигде. Перока ми каза, мултиперсоналите, не знам колку личности имаш у тебе, спортист, родител, татко, патриот, музичар. Мислам, најдоброто изгледа допрва доаѓа од тебе. И бегаш на смртта, на Господ со ти, ангели гледа. Човече, со тебе се дешаваат чудни работи. И луѓе ти се подсмеваат, се уште има, нели, кои го гледаат ова како некое лудило, а на крај ти испишуваш една историја, една добра монографија која еден ден некој ќе треба да ја направи. И така што браво за сево ова и ме зачуди пред некоја година кога дојде и кога рече ја не можам више, сакам со меморија да ги вратам. Ми стои ми врие. Го направивте тој култен концерт, извореден, технички, кој така добро помина. Зошто ми е битен тој концерт, сега ја малце поише јадам бурек? Затоа што знам колку меморија беше исмевана во Македонија и омаловажувана, да денеска 90% од тие што го употребив типови не можат на YouTube кога ќе стават 100 гледања да добијат, а ти наполнивте вие огромна сала. Значи, остави меморија, остави трајна трага во свеста на овој народ. Ајде застане ова слика, само молим те. Врати само назад. Ова која година, Јанко? Не знам, кажи ми ти, те молам. Без Па, ова е Head of Delegation, МКРТВ, не, така е. Што пишува, Јанко, таму доле? Македонија. МКРТВ, Македонија. Добро? Која година Кога е бевме ова? фиром. Ова е Евровизија, директор на Евровизија. А, така. Значи, Која Јанко- беше директор на македонска телевизија? Да, кога бе исел. Види Да. што пишува? Што пишуваше на моторџиските средби? Затоа сум исмејуван, бе, Јанко. Не, беше и Затоа претходно. што ама не, значи континуитетот на исмејувањето е дека јас си ја сакам државата во која живеам. Тоа е трагично. И то тоа е резултатната сега што ја живееме сите заедно. Тоа е тоа. Ништо друго. Јас на првите албуми на меморија имам печат Made in Macedonian. У тоа време беше фрик да слушаш, што ја знам, некоја друга музика, да не бидеш македонец, него да бидеш
енглес поишao што си македонец. Нели? За жал. И се што главно доаѓаше од Бегишот, мислам. Па, ама без разлика, еве, ние не сме доаѓали од Бегиш. Тоше Поп Симонов напиша две реченици. Тешко е вика да станеш, ама уште потешко е да останеш. Меморија после 20 и кусур години искочи, да. Виж, човекот дојде од Германија со овој транспарент, бидејќи во Штип го носел и сега живее во Германија и дојде специјално за концертот и го направи истиот транспарент што го имаше на концертот во Штип. Кај што имавме преку 3.500-4.000 луѓе. Едноставно никој не кажуваше што правиме низ Македонија тогаш. Крш правевме во сите сали низ Македонија. Ама нели? Не бевте интересни за екран. Сега вака, да бидам искрен. Меморија никогаш со Ташија Гиецот студио. Првиот албум на Меморија. Меморија никогаш не била медиумски неприсутна. Ние сме биле привлечни, но одреден дел знаеле да го хейтаат тоа целото. Мојот омилен бенд, XXL. XXL. Прекрасни беа. Да. Драган Карамфиловски, бој сега ме подсетува на ова. Бог да го прости. Мислам дека беше најдобриот композитор на поп музика кај нас. Ако го правиме концертот што ми имам намера да го правиме можеби другата година, на Меморија, една од неговите песни, Опасно сум љубен во тебе, ќе биде во обработка на... Тоа е страшно добра песна. Така. Тоа е кога веќе... Браво. Така. Браво. Значи, да, нели, не обработуjem што ја знам некоја песна од некој, ајде да не кажувам некој од колегите од Северот, нели? Него ете, уште еден македонски автор кој е прекрасен. Чекај да видам што ќе се појави. Не сум гуглал директно група Меморија. Не, знаеш како? Да видам што ќе ми појави. Само една работа што сигурно не си видел. Оди на Дирлада, например, на... Како рече? Дирлада. Аха, Меморија Дирлада. Оди да видиш една бројка ќе ти излезе. Бројката на YouTube треба се појави. Океј. Кликни на... Да, чекам да ја отвори. Така. 3.293.059. Така. Пушти малце музиче да слушнеме, Боже. Така, драги мој Јанко. Да. Борци со селова. Имаш монетизација? Не, за неполна година дена. Така. Колку од тие што се исмевале у наводници имаат вакви цифри? Вкупно Меморија има 7,5 милиона од концертот само тоа. Браво. 7,5 милиона. Имаш ли монетизација на YouTube? Почнавме сега да имаме монетизацијата, да. Ја за 7 милиона гледања од 2012 на моите интервјуа што сум ги направил, $400 и 400 евра имам заработено и ми заради некој копирајт инфрингмент, некоја реклама помеѓу она која имало. Тешко овде кога целата работа се добиваат парите, никако проблем нема на производ што се продава. Да. Има многу реклами на нашите, има по секоја песна реклама. Значи Оган под звездите, Дирлада, Македонија имаат многу реклами и тоа е тоа што не продава у суштина. Вис Меморија, вокално инструментален состав. Така. Старата екипа се уште живи и здрави и тоа е добро, но во Меморија имаше доста луѓе кои иди ми, дојди ми, заминува, се вртиш лево десно, околу 30 луѓе. Музичари помина. Околу 30 музичари помина. Пред да поминеме на тоа што е многу интересно во моментот, ми дојде гостин од Канада и на нас и на сите членови од Меморија. Ни донесе еден албум кој ќе го чуеме, а се надевам дека кој ти интересен и тебе ќе го поканиш, Давор Јордановски. Тоа е тука албумот Вода, а ова е едно издание, значи за 333 југословенски рокстар у наводници, long play. Тешко, ова е издание на Борислав Пешич. Така е. Забелешки у времено, long play 1950 до 2000 година. Чекај малце тешко е, ќе го наместам сега за камера, што ова не е за горна камера, ова е за фронтална, за тотал.
Еве прво корицата. Ја потешка книга не сум држал во раце. Сериозно направена. Ова е страшно направено, ова е Кунзрук 400 грамски. Виж ти тоа ги знаеш работи, ја не ги знам, само знам дека е тешко е. Али пошто дигав tego и не ми е баш ништо. Да, не ме не ти возбудува. е проблем. Чекај вака, еве вака да биде. За да го видиш, го имаш? Добро. И еве го ликот кој Еве ти помогам, ајде. значи Перо Камиказа до Картерот. Добро. Рашири. Што сакаш да ми покажеш сега со ова? Дека у ова изданијата Ти има покажам. тебе и Не мене, има 35 македонци, има ги има скоро сите бивши југословенски звезди у наводници. Добро, го спомнав тој од Канада. Давор Јордановски го нема тука, мислам ова. Добро. Сега зборуваме за него накнадно, сега чисто Добро. ова беше Ова е изданието кое кој излезе сега пред 2-3 недели да. и беше промовирано ова во не е на Скопје. Тошо, ова е издание на Борисов Пишич. Да, али тоа што му помагаше на истиот човек. Така. Да. Бидејќи тоа е енциклопедиско знаење. Значи ти и Картерот сте тука. На К. Значи На К. Камиказа и Картер. Значи он на ова е Камиказ. под никнейм и му се сите Како што сега е Македонија под Н. па, добро, мене никнеймот ме обележа повеќе од името и презимето. Знаеш како бевме обележени? НОМ. North of Macedonia. Ја ти покажав како сме обележени кога сум ја во прашање. Да. Значи, ја немам коментар за ова друго што се дешава. Не знам за што зборише. Музички правац. Петар Георгиевски Камиказа. Панк, рок, нью вейв, джез рок, поп рок, инструмент, бас гитара. Почетак активне кариере 76 бендови, нова генерација, фол јазик, модел, долар, резервар и меморија. Фол јазик е стварно нешто што заслужува еден документарец. Пошто за меморија За убаво жал. си ја испоштуе. Да, за жал Гзла не е меѓу живите, ама ете, си го одзема сам животот. Тоа е дел од животот. Немам коментар за такви моменти, страшно. Да. Супер, ти честитам на ова. Овдека се двете енциклопедии, музички енциклопедии. Македонски, на Тошо Филиповски, Така. кои ги промовиравме. Ајде, трицепсот малце употребите и страви ги. Македонски винили и македонска рок енциклопедија и во двете книги Перо Камиказа, Меморија се наоѓаат тоа што направи навистина исклучителна работа Така е, со така е. со ова. Заслужувано, јас малце го хейтав кога е излезе оваа прва книга, затоа што на промоцијата на оваа прва книга му дојдоа сите можни македонски свирачи. Значи почи од Гранит, па заврши до овие денешниве, до Васко Бумбис и таму. Таква темница беше пред МКЦ, да не можешме да се видиме, подевме да си земеме нешто за пиење за да може да се видиме. Да, лошо беше организирано во смисла Недостојно за едно на вака. делото. Да. И за луѓето кои си го оставиле животот за да ги има да го има ова дело. Значи ако си спремен да правиш конзрук дебел и така натаму, можеш да земеш еден убав видеопроектор, да направиш една убава бина и да ставиш два убави звучника. Едноставно, доследно. Овој мој колега беше единствен од сите телевизии кој беше таму, кој снимаше прилог, а јас во живо го прикажував на телевизија. Така. А ова, од позади овдека, е првиот плакат на 103 Урбан Фест, Јане Сандански со гитара во раце, Сакаш сега за кој го 103 правеше... Да, кој го сакаш за правеше. 103 да ти кажем една работа. Прво да се разбереме, 103 не постои, фреквенцијата 103 не е нитува. За времето кога постоеше. Не Јас бев е нитува. во директориумот на Да. Македонска радиотелевизија, кој се Така. случи дека слета хеликоптер и не освоија. Да, тоа е 92 година. Така, јас веќе бев уредник на забавна редакција Да, тогаш- и член на советот на МРТ. Путица, Изи, Затоа ти Јово го спомнав, Брамс. ти го спомнав Путица, значи Добро. почеток кога пушташе музиката Аха. и сакаа да ги хапса децата. Знам, дојде полиција тогаш во 103. Е така и јас и господинот Чашуле Слободан. Да им објаснам само на луѓето. Да. Значи, 103 почнува во стилот на Велс, 92 година, уште напнадо Југославија се распаѓа. Јово Брамс, кој ги читаше вестите во 12 Така е. часот официјално на првата програма, доаѓа на 103 и во 12:05 почнува со неговиот официјален глас да кажува
Добивме воредна информација дека авионот на PAL Air е соборен од воени авиони на југословенското воздухопловство. Во моментов немаме дополнителни информации и почнува како она вистинска драма, како што Велс со војна на звездите на световите ја направи 30-тите години во Америка. Тогаш се возбуди, на вистина цела јавност се ја удри таква паника и параноја дека стварно ЈНА не бомбардира и не напаѓа. Така. И на советот седимо викам, дај бе децата си играат малце. Како си играат, види што направи, вика општо хаос. Му викам, ако ништо друго, радиото 103 го ставија, му викам на мапа. Значи оно беше, го слушаа само разноразни мал круг на луѓе, сега 103 за 103 знаат сите да гледаме на убавата страна, да не гледаме да им правиме беѓа на децава, зашто тоа иднина на нашето новинарство. И чашуле, како тоа госпошто го даде вака како бик кој седи, вика, знаеш дека Перо е, а директор беше тогаш на Македонско радио. Бик кој седи. Вика, Перо е комплетно, ова ги мрди, Перо е комплетно во право и ве молам, јас како директор на радио се залагам да нема никакви реперкусии према децата. Татко му на Изи, Зоран Иванов, ќутеше. Други го бранеа Изи. Да, он ќутеше. Сакам да ти објаснам една работа. Не, секогаш бил така. Да ти објаснам една работа. Low level бил секогаш. Дека тоа што мислевте дека све знаете, не знаете. Се уште има приказна ќе ти кажам, поврзана со Македонска радио телевизија. Јас иначе во војска бев во специјални единици. Да, и тоа го знам. Така. Кога се правеше државата Република Македонија, пошто го спомна Клюсев, јас учествував во една акција многу значајна за нашата држава, кога се раздвојувавме од ЈНА. Затоа што имавме две борни коли во тоа време. Едната борна кола имаше мотор и ја ставивме пред собрание, а другата борна кола немаше мотор. И со две кобили ја влечевме борната кола и ја наместивме пред Македонска радио телевизија, бидејќи немаше мотор. За да изгледа како плашило, тоа го правевме во 4 по 5 саат сабајле. Значи со покриени качунки, облечени у црно као нинџи. За разлика од овие нинџи сега што крадат и прават се остало, некој ја правел оваа држава. Во тоа време чија идеја и команда беше тоа? Тоа време беше на овој што сум му кум сега, Васко Зафировски. Тогаш беше началник на ГУВР Скопје. Фактички втор човек во полиција. Така. И он не можеше да се ослони на многу други, него само на многу потесен круг на луѓе, бидејќи во тоа време се уште владеа законите на Косина. Така, и беа многу про-југословенски определени. И сега да ја завршам целата работа, јас тоа завршив со тие, тој Тривки и другите ги ставивме на околу со автомати, со тој митралезото до згора што уствари од оздола колата што нема мотор, што само плаши народ. А што кола Хермелин немавме тогаш? Не, две борни коли, класични борни коли. А класични борни коли. Добро. Значи едната имаше мотор, другата немаше мотор, само тоа не беше останато. До едната беше пред собрание, а другата, затоа ти викаме многу интересно. Али има многу интересни други приказни, ама оваа само чисто како напоменување. И сега сабајлето ја идам дома, се пресоблакам и тогаш бев директор во Македонска радио телевизија, али никако да се знае дека сум бил ја доаѓам и Тривки одгоре, еј, ка ми каза, кај си бе? Да, частиш нешто, вика, цел ден заедно тука бутавме со магарињата, со... Кој си ти бе, му вика? Затоа што таму излегуваат и од чуварната и лево десно има еден куп душници што можеа да пријават дека сум правил нешто, бидејќи уште целата работа смрдеше така како што смрдеше. И сега има ли поексклузивно од ова? Мерси боку, месија ка ми каза. Од каде прекарот го доби? Гимнастика, тоа 100 пати објаснувано. Јован Јованов, професор на ДИВ, тогаш тренирав гимнастика. Така. Тоа е стара приказна. Планови? Ја креам планови еден куп, само за спортот оваа година што следи, наредната, сакам да направам неколку шпринт триатлони и еден олимписки. И 2-3 полумаратона. Значи не е нешто амбициозно,
преамбициозна, иначе амбициозно вака за нормални луѓе и да ти кажем на работа, ја не сум најамбициозниот во оваа работа. Јас сум само најекспонираниот од малку амбициозните. Не, баш така, али добро. Скромно од твоја страна. Не. Да ти обяснам, има луѓе, на пример, има неколку чичковци, ако сум ја дечко у најболим годинама, што ќе пуни скоро 60, има неколку чичковци, по 66, 67, 72, 3, 4 години, што трчаат далеку повеќе од мене и далеку побрзо од мене. За музика? Значи, околу спортот да резимираме. Јас сум само малку по медиумски експониран, али е тоа добро, затоа што сум навлекол еден куп луѓе да се бават со таа работа. За музиката се надевам во текот на овие денови до крајот на декември очекувам неколку одговори од некои луѓе околу спонзорирање на концертот на Меморија. Уште еден ќе правите? Сега ќе видиме, сега ќе ти објаснам. Значи, ако правиме концерти поврзани со комерцијално рекламирање, ќе бидат во јуни. Од 10 до 13-14 јуни ќе се случуваат на лизгалиште. Значи, ќе се вика матура концертот на Меморија. И сите гимназии ќе имаат шанса да дојдат на лизгалиште, да се потсетат на местото кај што сме го поминали нашата младост и да отсвириме неколку концерта. Тоа е едната идеја. Втората идеја е концертот да биде на 8 септември и да биде на стадион градски. И третата да завршам. И да завршам или 18 ноември, истиот датум, само во Борис Трајковски. Ако не се деси нешто покрупно, вака резервирај го ноември за да не се дешаваат некои други работи. Види, јас сега имаме дадено. Пошто рече дека ноември ти е вака. Па да, ама ја за тоа ноември не смеам да го избегнам. Значи, ја не смеам по ниеден случај ноември да го избегнам. Мора да го има во плановите. Нов материјал? Собравме сири за свадбата на син да се собереме, сакав да ја видиме дали постои се уште таа енергија. Мислам дека постои. Се одморивме малце едни од други и мислам дека сега создреа ситуација да ќе разговараме до крајот на годината сите заедно меѓу себе и ќе видиме каков ќе го направиме планот. Мислам дека Ние имаме песни, значи имавме и кога правевме оние 10 месеца проби имаме 2-3 песни готови. Не ги направивме од проста причина што се уморивме од концертот. Стварно сепак не сме више маратонци како што тоа време трчавме. Ние Меморија. Ако видиш денеска, извини што ти се удоволам, но ако видиш ти денеска дека сите оние бендови што беа со некаков ентузијазам за некоја приказна уште во 70-тите, до ден денеска, веќе тоа е нивната работа. Они ги вртат концертиве низ светот за да ги нивните приказни. Еве сега гледам како стареа, како клапна, трибют ту Депеш Мод, трибют ту Нирвана, трибют ту Били Айдол. Значи веќе публиката има потреба. Значи има потреба, се чувствува потреба дека да се настапи, затоа што не се изродија легенди со легендарни песни и такви личности последниве децении. Ете, тоа е она што недостасува и затоа се навраќаат на музиката од 70-тите, од 80-тите, каде што, мислам, се достигнаа сите пикови. И ви посакувам многу успех и дај Боже да најдете сила да работите нешто. Значи, едноставно првиот концерт никој не ни поверува дека ќе наполниме, и паравме спонзори, не најдовме никој. Сами си го направивме концертот, си финансиравме еден тон пари и сега ќе пробаме да најдеме спонзори. Тоа е идејата за да можеме да го направиме многу поголемо. Сега имаме резултанта. Значи имаме концерт со продадени 5000 карти. Значи со бенд кој не постоел 20 кусур години. Сега имаме материјал со кој можеме да чукнеме на врата и да кажеме ало, ние сме ово. Ова е новата лична карта на Меморија. Умрени се сите пари за медиуми и спонзорирање. Све отиде у рекето Луи Витон, ташните и сличните работи. Види, ги искамчија главните пари, ги изрекетираа главните компании од кои можеше и да се добие нешто. И тоа за наредни 10 години. Јас сум оптимист. Знаеш како, по природа сум оптимист. Мислам дека она што го правевме сите овие... Знаете како сите викаат, ова е најлошо време. Не е точно. Секое време е лошо и добро време. Зависи како ќе гледаш на работите. Нели кој ќе речат... Бивша Југославија се распаѓаше ли?
ова што ти го кажав пред малку Да. беше убаво време. Да. Јас ја ставав главата во торба, Да. а веќе имав син Да. и ќерка ми беше во стомакот на жена ми. Тоа е убаво време? Не, секако не. Па и таа слика на моторчето, ако се сетиш, нели ќе речеме и златно време у Југославија, сети се што крв си требал да проплюкаш за да дојдеш до гитара, да најдеш кабел со банана, да можеш да влезеш у МКЦ да засвирнеш, или кој ќе влезеш... Дом на млади. Дом на млади и така натаму. Значи си имаше и своји доблести, Да, и а ред. имаше страшни Така, мани. значи јас сум гледал во животот да гледам на убавите страни во живењето. Ова да ни биде како поука, лошата страна, значи и во секој човек гледам да ги најдам убавите особини. Ние, еве за еден наш гитарист, не може да збориме што сакаме за неговиот човечки карактер кој е таков каков што е. Апсолутно. Тој е апсолутно најболјиот гитарист на сите Нема. времиња. Нема, мислам, неговите дела Знаеш како да ја мислам? Значи јас него ќе се изучува на Значи, академија и тој јас наредниве... него од мало сме ние, од тука Знам. Тафталиџи и Карпош, сме имале многу недоразбирање во текот на животот. Сум се нервирал на неговите реченици, ме гаѓале директно, значи Се ми е јасно. под појас, значи Се ми е у јасно. боксерски израз, Ама ти директно е под јасно појас. дека таков врвен уметник Он и на- си има право и да... Не, дали има право, тоа е друга работа, али да кажеш нешто дека у смисла тогаш беше у джубокс, ја тогаш бев залетан со меморија ово она, можам да ти кажам дека можев да правам од него драма, пошто ни на работна акција Кога свирија. изјави дека нема ништо у Македонија музички не се Не, прави. дека има у Македонија само Лепи Сол и Јајвар. Да, нема ништо друго у Македонија. Така, а во исто време кога го изјави тоа, они беа трио тогаш, Бодан, они, Гаро, свирија на работна акција у Катланово, има 20 души у мензата. Меморија свиреше у истото време надвор, значи на фудбалското игралиште имаше 2000 луѓе. Имам слики од тоа. Дали тоа значи ли тоа дека ние сме биле подобри? Не. Тоа било моментот на меморија, али времето на Лепи Сол и на Владко Стефановски никогаш не завршил. Тангента има со години, он е професионален во таа работа што ја работи. И за тоа да гледаме на убавите страни на нашите историски личности. Е така. Историска личност кој ќе биде проучуван, кој ќе биде славен, кој ќе биде предмет на факултети за многу аспекти она што го остави. Допрва ќе се Да, чувствува. и не може секој све да биде нели Што е тоа? Ова е еден албум кој го добив пред некој ден и ќе ми биде чест да ти го поклонам. Вау. А јас ќе добијам уште еден. Тоа е Давор Јордановски и Вода. Ти ќе го отвориш, пошто не е отворен. Ова е клавиатуристот на меморија на последниот албум, кој живее во Канада. И е едно изворедно дете, многу фино. Пред некој ден беше кај мене 5,5 сати, не застанав. Сешан? Не, муабет. 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 Значи нешто што и на него и на мене ни фалело во цело ова време. Значи, да го поминам со кредитна картичка да му меморија, направам. може ќе пушти нешто, кредитна картичка. Леле, како е спако. Канада, брат, Канада. нема тука, Не. нема штења на Да, дебел, не само конструк дебел, и најлон дебел е. Ми беше гостин пред неколку месеци Мики Петковски, сега и он се врати Тој во Канада. Знаеш колку сум радосен што е он тука вратене. Како сме се гушкале се со врати него? он, мислам сега, повторно, али ќе остане тука, ќе се враќа повторно на тоа пијано. Тој е гений, Свиреше тој е во живо кај мене у страшен емисија. Знаеш ли што беше најпоразителното? Ја не знаев дека е тука. Ми се јавува негов пријател и ми вика: Јанко, абе, зошто не го поканиш Мики Петковски? Викам, Мики Петковски е тука? Брег, Да. група Брег. Абе, викам, слушај, ја мислам дека су недостоен уопште да му се обратам на Мики Петковски. Тој е жива легенда, бе, мислам, кој е небеско ниво. Абе, вика, никој не го кани, сака да дојде кај тебе, ја гледа емисијата, гледа колку си по тоа. И дојде овдека жив, среќен, збореше за теорија на музика, свиреше на клавирот. Абе, волшебно беше. Можам Имаше една заради него го песна донесов со Владко клавирот што ја направија и заедно. сега тој клавир го продавам, више никој не го. Ја Една песна со Владко што има направено, ја промовирав кај мене, преку 1000 лајка доби кај мене, пошто доби, нели, имам таму на Facebook малце поише френдови.
И Мики ми пушта у месенџер порука, вика, човече, вика, па ти си бил бе фрик. А викам, ти, јас само што те гледам, викам, сум среќен бе. Видиш, правевме муавет за една работа, види кај не однесе темата и говориме за многу луѓе. Тоа е доблеста. Кога ќе ти даде Господ шанса за некоја работа, треба на сите што орбитираат околу тебе да им посветиш доволно внимание. Тогаш е таа големина. Pero, кога збориме ние, патриотизам не е мафтање со знаме. Ова е патриотизам. Да го сочуваш и да ги прославиш оние кои не се бореле сите со пушка. Зошто Јане Сандански? Нашата борба беше со гитара, со музика. Ние идентитетот на оваа земја, на овој народ го утврдувавме преку музика. Го градевме. Го градевме, ама тој е бетониран. Ти можеш сега да го именуваш, да го оперираш, да му менјаш пол, што сакаш. Изграден е. Секој на некој начин. И јас со една песничка, ти со 5 албуми. Секој ставил нешто малце. Ете, ова е патриотизам. Ова е патриотизам. Ова е патриотизам. Овој човек бе сум лобирал у Министерство за култура, у претходна власт. Ден никој не се осврна. Зошто? Зошто ова да не се финансира? Па ова е богатство. Или овде како ќе видиш албум, издание, негде вика, Забавни оркестар Радио Скопје, Љупка Апостолова, 1958 година, винилно издание. Знае некој? Не. Па ова е историја, бе, ова е археологија. Ова треба, ова не слави. Нели? На крај и Гоце Делчев, наш македонец, не бугарин, кој рече: светот го разбирам како поле за културен надпревар меѓу народите. Еве ти го културниот надпревар. Еве ти го Мики Петковски, еве ти го Перо Камиказа, еве ти го Владко Стефановски, еве ти го Давор Јордановски. Ете, ова е културниот надпревар. Ја не знам за друг. Ја не можам да трчам по улици, гол да урлам и да мафтам. Јас знам да творам и на тој начин го давам својот прилог. Така вие тоа го правите. Да резимираме една работа околу музиката, за свадбата еве на син ми ќе се навратиме, пошто имав гости од Бугарија, од Србија, од секаде. Некаде го напишав овие денови на Facebook тоа. И Гого бугаринот дека свирија прво Next Time, па свирија Гезме, па пееше Виолета Томовска за многу години македонци, песната од мојот старосват Димитар Масевски. Малку подоле можеш. И на крај завршивме ние со меморија како посебен поклон за свадбата на син ми и доаѓа Гого, бугарин, дечко кој и од Самоков, иначе многу добар пријател, со години одиме на исто место, он таму работи во Грција. Тој е погоре, е бугаринот, уште 2 слики понатаму. Не, натаму слики, вака. Тој. Тој ми е пријател од Ники, тој е од Софија, иначе го натера да трча и сега за некој ден ќе полни 50 години и ќе одам во Софија да му славиме 50 Барам некоја слика од свадбата. Не бе, сиди слики колку сакаш имаш сада, те ти горе. Ето ти ги. Важно убави внуци ќе имаш, тоа сигурно. Чуте, Господе. Децата ти се прекрасни. Така. И сакам да ти кажам, и керката нова, и син ти, така. Ова... Добро. Сакам да ти кажам, он вика, леле, вика, да е било при нас, ова ше беше свадба, вика, на парада од вештачки цицки, усни, вика, и газове. При вас има, вика, толку хубав народ, вика, и толку пристойни, толку ова хубаво изгледа, вика, да сам збунен. Вика, ме сакаш Македонија да се пишеше. Ова не е Македонија, само не е свест. На еден начин сакам да ти кажам Срби, други. Вика, јеботе да е било ово код нас, било би то све бре, Цеце, Лукасе и Крлеуше, ово бре, леп, пристојан народ бре, лепо све. И некого се знаеш, сакам да ти кажам, ние треба да работиме надвор од ова што се случува, на сочувување на она што си го имаме традиционално. Не може никој тоа да го избрише. Колку години го прават геноцидот врз македонскиот народ во Егејска Македонија? Со години. Па се случило ли до крајот? Нема шанси. Него да не бегаме од... Вако да слушаме Дару, јас прв пат го слушам ова, многу добар албум направил Давор.
Ја вечерва, кој ќе завршам емисијата, грамофонот под мишка, си иде дома кај мене и ова ќе го слушам, ова многу добро звучи. А една минута да молчиме? Прекрасно. Прекрасно. Не знам каков е тонот на целиот албум, му честитам и ќе ми биде задоволство да го поканам. Како нема бегање од корените, како ќе ги избришеш корените? Pero, има ли болја емисија, бе? Си пуштаме музика, си пуштаме плочи. Како ќе го избришеш? Како ќе го избришеш тоа удобро? Сакам да им кажам на деца, вака правевме ова што го правиме пред камери, ние го правевме дома. Дојди, пушти ја плати и слушај ја песнава. И зачути се. Ај кафе, па збори за спортот. Значи, тоа сакам да она аналогното, природно што ни доаѓа. Како слушавме, што ни значеше, како разменувавме. Ете, тоа не градеш. Да. Мислам дека и Што ова... сакаш, само за крај, Да. кажи ми да намести, ќе поразговарам уште малце, нели? Со која песна? Која сакаш? Оган под звездите, например. Оган под звездите, Баже спремија. Да. Секое време си има своја убавина. Ова време сега што го живееме е најубавото време. Без разлика на сите, Заради искушенијата не прави подобри луѓе. заради сите работи што се случуваат околу нас, ако успееме да ги пренемегнеме тие ситуации, ние ќе бидеме среќни луѓе. Така да не постои убаво и лошо време. Постои само нашето време и ова сега и ова овде. Pero ми интересира, што те натера после толку години еве да идеш по медиуми, сакаш да ги споделиш овие работи? Дали она идењено горе-доле астрална на позиција малце те... Тоа го подели во 12 Facebook статуса и во последниот ќе го прочиташ вајда после тоа. Вчера бев кај мајка ми и татко ми и ми се пријаде кебапчиња, отидов кебапчиња да јадам во Дестан. И отидов во Дестан, јадам кебапчиња, еден човек приоѓа и вика морам да ве поздравам, драго ми е што постоите и да не постоевте ќе моравме да ви измислиме. И ми ја држи раката вака. Викам баш ми е драго, излегува. И завршувам седењето, викам да платам, не може вика човекот плати вика. Вика знам дека си градски човек, нема да се љутиш вика. Овој од Дестан пошто му викам окей, ама требаше да му се заблагодарам барем. Вика човекот беше унереден, не знам нешто си пишел некаде вика на Facebook или не знам вика. Човекот вика не сакаше, трепереше целиот кога сакаше вика. Викам ја. Добро, фала. Значи едноставно гледам во ова невреме и во овие вулгарности да направиме оаза каде што нема да има вулгарности, каде што ќе има емоции, каде што ќе има чувства и каде што едноставно ќе споделиме со тоа дека сепак постојат луѓе кои не се исти со сите овие Убаво е се што сега. го збориш ова во време на многу омаловажување, многу омраза, многу поделеност меѓу луѓето, не една тривијална, непотребна, дури се измисли еден збор кој не постоел, хейтање, човече, тоа е страшна работа, до каде отидоа работите. Да ти кажам, Се сеќаваш дека за твоето гостување во мојата емисија Страшно беше стотици напади имаше, зошто уопште си дошол кај мене во емисија. Да. Денеска нема да биде така. Не, ама окей, едноставно јас одам таму кај што сакам. Мојот живот е мое право. Фала ти за почита што ми ја укажуваш. Ете така, ти си Се надевам дека ти си сепак возречен. дечко кој се бавел во одреден период со музика. Додуше правевте многу дугачки песни, се сеќавам. 9,5 минута ви траеше. Тоа со Вера Јанковиќ. Тоа песна 9,5 10 многу бевте Зоран Јанковиќ. Джетротал. Да. Многу бевте дугачки. Имавте многу што да кажете во Психо, да. психо. Во тие работи, но сепак секој правел камче во мозаикот кој се вика денеска македонска рок-н-рол сцена. Покојни Зоран Јанковиќ и неговиот Зизитоп и он како Басистот. човек никогаш нема Бајо. да го заборавам. Бајо кој со него ја направивме. Еј се, уште еднаш
Ти благодарам, многу успех на сите полиња, да продолжи се во ова, пак да те видам, пак вакви муабети, верувај дека реакциите, луѓе мене вака ми прават фала ти за емисијата, шо мене фала, Перо дошол, или кога ќе дојде нешто Томче Корнер, зборевме за ноќниот џив. Луѓето им недостасува, им треба ова, верувај, ето, тоа е тоа. Да се надеваме дека е така и нас Дедо Боже ни дал задача да ги правиме овие работи за да можеме да влееме оптимизам дека ете не е се така црно и дека во Македонија сепак постојат и личности и настани кои може да обележат едно ново време, повозбудливо од ова што ни се случува денеска. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, а нормално пред да иде од јавната шпица, Оган под звездите меморија. Лека ноќ и пријатно.